драги наши гости. Ви посакувам добра вечер и благодарам за вашето присуство во чест на празнувањето на нашиот најголем и најзначаен ден, патрониот празник на нашето училиште. Вечерва славиме 61 година од постоењето на основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Струга. Честит празник, училиште наше! Визијата за нашата успешно воспитно-образовна приказна е во вистината дека детскиот ум не е обичен сад што треба само до крај да се исполни, туку пламен кој треба постојано да се разгорува. Желбата за квалитетни знаења на учениците добива суштинска големина само доколку сечие детско срце поединечно низ воспитно-образовниот процес ја почувствува индивидуалната грижа и поддршката на училишната средина. Тоа значи препознавање, негување и уважување на сечи креативен и творечки дух. Токму така и во ова обременета стварност, ние и натаму успеваме да негуваме клима на меѓусебна доверба и почит и да работиме во согласно со основните човечки вредности, но и да ги прифаќаме тековите на новите образовни промени. Се разбира, секогаш можеме и повеќе и подобро. Не смееме ни да ги заборавиме причините за денешното празнување. Една од нив лежи во животот и делото на едни од најзначајните личности на словенската историја и писменост по повод 24 мај Свети Кирил и Методи. Тие го посветиле својот живот во едно континуирано дело на просвета, дарувајќи му го најскапоцениот дар на човекот, писмото. Овој преродбен миг го символизира почетокот на нова ера на просвета, иновација и пред се писменост. Другата причина лежи по повод 25 мај, символичното второ раѓање на еден од највлијателните личности во минатиот век, Јосип Броз Тито. Тоа е ден преточен во символ на единство и гласна порака, дека заедно можеме да оствариме се. Затоа нашето училиште гордо го носи името на овој значаен двигател на единство и иновација, кој оставил значајна трага во светот, кој денешните генерации можат да забележат. За нашата големина и оваа година нека зборуваат големиот број на награди на општинските, регионалните и државните надпревари, а некои од нив се уште во тек. Тоа се заеднички успеси и постигнувања на нашите ученици и нивните наставници. Затоа сега ја повикувам директорката на нашето училиште, Деана Чакареска, да им се обрати на присутните и да им ги подели наградите на најдобрите. Повелете. Почитувани колеги, драги ученици, ценети родители и други гости. Добра вечер и добре ни дојдовте на уште една наша свечена приредба. Денес сме сите тука да го одбележиме патрониот празник на нашето училиште. Ден кој не подсетува на нашите вредности, на традицијата, но и на едината за која заедно работиме. Кога сме веќе на крајот на една учебна година, гордо стојам овде денес пред вас со чувство на длабока благодарност и гордост.
од ова училиште. Горда сум што сум поврзана со вас, родители, мои колеги, мои ученици, со сите вас. Целата измината година беше исполнета со мигови кои не секогаш беа лесни, но беа вредни. Искрени и убави. Од утринскиот звон што ги будеше водниците до последниот аплауз на завршената приредба. Заедно успеавме да создадеме нешто што значи повеќе од само настава. Сето тоа многу пати создаваше многу непроспиени ноќи, многу солзи, исчекувања, ама верувајте, многу вредеше. Нашето училиште, нашето Јосип Броз Тито е жива приказна. Приказна која се раскажува преку секоја училница, што трепери од детски звон, преку секој проект, преку секоја приредба, преку секој дом. Активностите што ги реализираме не се само за нас. Тие се радост и гордост за целиот наш град, за целата наша струга. И кога ќе ги видите децата и наставниците како со возбуда подготвуваат нешто ново, кога родителите доаѓаат со насмевка и благодарност, знаете дека трудот на вистина има смисла. Почитувани, овде сакам од се срце да им се заблагодарам на сите мои колеги, на секој еден наставник, на целата моја стручна служба, на административната служба, на техничкиот персонал. Знам дека не е секогаш лесно. Знам дека понекогаш денот е премногу долг и дека обврските се многу, но дека понекогаш се чувствуваме на вистина истрпено. Но токму вашата посветеност, љубовта кон професијата и кон децата е она што го прави нашето училиште единствено, посебно и совршено. Ве молам еден голем аплауз за сите овие луѓе кои не можете да видите ова што сме денес. Оваа година на нашиот патронен празник му дадовме на друга димензија. Упорни, посветени со чиста мисла, заедно со родителите, со Советот на родители, ја започнавме иницијативата за реновирање на уште мал дел од нашето училиште. Иницијатива која доби форма, сила и успех, токму благодарение на нивната поддршка, односно на поддршката на родителите. Без нив, многу од идеите што ги замисливме не може да се остварат. И овој предизвик воопшто не беше лесен, ама издржавме и еве сега сите заедно. Сите заедно овде горди за она што го замисливме и полека кој што ќе го реализираме. Почитувани членови на Советот на родители, почитувани родители на целото наше училиште. Од се срце ви се заблагодарувам за целата ваша поддршка, разбирање и соработка. Вашата посветеност, доверба и искрена грижа беа моја и наша сила и поттик, не само во убавите моменти, туку и во предизвиците во кои што се соочувавме цело ова време. Вашата поддршка значи многу за мене и за сите нас. Таа не е само помош, туку е вистинско партнерство во воспитно-образовниот процес. Благодарна сум и сме сите благодарни што ве имаме како тим со кој што можеме да споделуваме и успеси и тешкоти, знаејќи дека црсто стоите зад мене. Ви благодарам од срце. А сега да ги доделиме наградите на учениците и нивните ментори кои што оваа година постигна одлични резултати на државните првенства. Ученици кои што достоинствено го представуваат нашето училиште во сите негови сфери на делување. Вие, наши ученици, драги млади херои, сте доказ дека со труд, посветеност и верба во себе се постигнуваат врвовите. Не е лесно да се стигне таму каде што сте, но вие успеавте. Го дадовте најдоброто од себе и не само што го представивте нашето училиште, туку и ни покажавте што значи вистинска борба, честна игра и личен раст. Вашиот труд не е само бројка, медал или диплома. Тоа е порака. Порака до сите нас, дека со ништата се достижни, дека талентот кој е воден со труд станува сила што движи напред. Дозволете ми први на бината да ги поканам учениците кои по предметот италијански јазик оваа година постигнаа одлични резултати. Ги повикувам учениците Марко Милески, Ема Шикулеска и Георги Белкочевски заедно со нагледни ментор Емилија Лазаров кои предадени наградите.
својата харизма и знаење, но и со својата скромност ги собра сите наши награди во предметот математика и освои втора награда на државен напредок по математика и се класира на јуниорската олимпијада по математика. Ја поканувам нашата совршена Михаела Милевска од Подрачното училиште од село Враништа заедно со нејзината наставничка Марија Несковска. Оваа година, по предметот природни науки, трета награда од државниот надпревар во Скопје, ни ја донесе нескртливата и единствена ученичка од 5-то Б одделение Изабела Марковска и нејзин наставник ментор Ангелина Стојковска. Ученици кои што допрва ни следат со надпревари и каде што очекуваме да им донесат медали. Нашето училиште има една историска приказна за која што идејата е секогаш ние усвојуваме повеќе од што можеме да замислиме. Оваа година тоа е наставничката Езерка Жупан и нејзиниот тим на коментари кои што со нејзините ученици заедно далечното метелчево ни го донеса пекарот и своја пазл место во нашка конкуренција во Ракове. Честитки дека дозволете ми пред да завршам својот говор, да ги поздравам сите наши пријатели кои што оваа година допринесоа достојно и на еден посебен начин да го обележиме нашиот патронен празник. Нашето училиште секогаш има пријатели и соработници со кои што се работила и со кои што работата представува задоволство. За овој патронен празник упатувам голема благодарност до општина Струга, областен сметководител Митил Трифуновски од Струга, адвокатска канцеларија Стојковски Чатовски од Струга, Сдружение за развој и активизам АКВА од Струга, Дисконт за пијавици Дади од Струга, Илекс Мебел, проектантско биро Конструктор, Бабуш Компани, а упатувам и голема благодарност до Тања од студијата за танц Бах, која е неуморно секогаш беше тука за нас, како и до нашиот снимател, нашиот ученик Александар Менкиновски, кој што несебично е прифати поканата да биде дел од овој наш патронен празник. Ве молам еден аплауз за сите наши колеги. Ова вечер ќе биде за паметење затоа што на крај на оваа наша приредба со своето присуство не удостоја нашата струшка група, нашиот светски бренд Балкан Джем. Професионалци во музиката, амо родители на нашето училиште. Група која што од прв до последен момент на забава не прави сите полни со насмевки и енергија. Немојте да си заменувате додека не завршат со нивната музика за да ја направат ноќта уште понезаборавна. На крајот тие ќе настапат со нашите полуматуранти по
соизведба на нивната песна Месечина. Почитувани гости, да продолжиме да градиме, да твориме, да сонуваме. Нека ни е честит патрониот празник. Следува културно-уметничкиот дел од нашата програма. Езерото сонува заедно со нас. Тоа не бранува, милува и ја промислува нашата иднина. Стихови од наши познати македонски поети, со овој мотив, натопени со звуците на гитара и засладени со музичката изведба на песната Езеро мое, се деловите од изведбата со наслов Ти езеро мое. Настапот е во организација на дел од учениците од 9-то, 8-то и 6-то одделение. Потоа следи настапот на Васили Лазарески со кончертино, Михаела Хаджиева со тарантела и Февронија Кумбаровска со голема руска фантазија, ќе настапот со своји изведби, а на пианото ќе ги придружи професорката Емилија Маринова. Потоа ќе го проследиме настапот на учениците од 4-то одделение и тоа со валцер, а по нив следуваат учениците од 2-то одделение со песничката Добри зборови од Софија Арсовска. Ќе уживаме, следејќи музичката точка на студиото за танц Бах. Потоа ќе настапуваат трето одделенците и тоа со песната Секој од Даниел Кајмаковски. По нив ќе го проследиме настапот на учениците од 5-то одделение. Тие ќе играат на песната Апата од Роуз и Бруно Марс. Ќе прозвучат и странските јазици, заедно изрецитирање на песната Добре дојдовте на англиски, француски и италијански јазик. Следува уште една музичка точка од Ана Стојановска, овој пат заедно со професорот Климент и студиото за танц Бах. Најмалите во нашето училиште, учениците од прво одделение, ќе настапуваат со песничката Маче Малечко. На нашата годишна дружба ни се приклучува локалната група Balkan Jam со нивните незаборавни хитови. Нив ќе ги проследиме со изведба на 2 песни и за крај останува настапот на нашите полуматуранти генерација 2025. Уживајте!
Спи си, детенце. Езерото ја создава твојата душа и мисли за твоите идни возможности. Дете седи крај езеро. Тука мојот глас е семене, што ке роди стебло ново. И мојот виден поглед, богато со мудра и љубов. О, езеро, твоето лето ми влегува во грлото, не како сон, туку како пчела на сонот, што лепле меѓу цветовите и плодовите и го осмислува својот краток пат. Твоето лето чекори по видот мој и пее на стеблата на љубовта, што плод сочетничат. Веќе е пладне и гласот свој го слушам. Езеро, го најдов својот глас во синилото на твојата градина, што дише под златниот дожд на летото. Веќе е пладне и видот свој го најдов во очите на љубовта, узреана кај твојот млек. Пред последниот обид на воздухот, да ми пружи рака од ветар. Од планините напомош ќе доплуват и воздишки пуштени по летниот залез. Градот ќе ги ослободи издишувањата на сите љубовници што ги разделува утрото. Залудно. Водите во мене ќе го препознаат своето езеро и за секогаш ќе му се вратат. И с ништа многу, повторно се вратив на езерово со сладки води, залутано во скутот на ридовите. Диамантот на сонцето уште лави. Ни камен на неговото дно, ни древо грло што се крие под раното, ни птица грабеш див што носи. Око сум, само око на сонцето што му ги ниша водите стари. О, оставете ме крај ова езеро, оставете ме крај езерово, крај голчливово. Оставете ме мртов.
смиеш ти езеро мое и да блесне сината шир. Ти ми требаш за да ме утешиш, покрај тебе да најдам свој мир. Покрај тебе да најдам свој мир.
Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ, што му можат лавини, понесу лавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето, сите луѓе среќни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој направо да ти каже здраво, секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти, овој свет е мало, мало место убаво. Секој човек твој е брат, има само еден пат и по него оди ти, таму нема граници. Нека спие сонцето, кога грее срцето, сите луѓе среќни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил,
Зошто патот е овој, имам сега повод свој. Не се волнам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе јас, удебели стој, зошто патот е овој, имам сега повод свој, не се двомам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој, зошто верувам во себе јас.
Somewhere